За ликот и делото на Свети Климент Охридски зборуваме со директорот на Националната и универзитетска библиотека Јовица Никчевски. Јовица, добро утро, како сте утрова? Добро утро и на вас, добро утро и на вашите гледачи. Одлично, честит нека ни е празникот пред се. За многу години да се слави. Свети Климент Охридски е особено важен, значен за нашата историја, меѓутоа и за вас, како дом на книгата. Апсолутно, да. Свети Климент се смета за првиот библиотекар на ова тло. Значи, покрај тоа што е основоположник на Охридската книжевна школа, од која што излегле над 3.500 ученици, ние си го сметаме како прв библиотекар поради огромното негово зачувано творештво, поради зачувањето на словенското слово, македонската писменост, така да е многу важен за нас. Не случајно, значи, оваа куќа го носи неговото име и е патрон на оваа куќа. Колку младите знаат за неговиот лик и дело? Сакаат ли да дојдат тука да дознаат на повеќе информации, затоа што ете од овде излегува се? Па, тоа вака малце би било мое субјективно мислење, меѓутоа мислам дека младите и нели малце сме во некоја дупка, во некоја празнина со тој историски период, меѓутоа има добар дел од младината која што се интересира за Свети Климент, посебно студентите кои што се веќе на филолошкиот факултет, значи од деловите книжевност, деловите лингвистика, претпоставам дека тоа им е нив блиско и затоа се интересираат и многу добро се запознаени со делото на Свети Климент. Со одбележување започнавте уште во петокот, дадовте особено внимание на вашите колеги кои што заминуваат во пензија, меѓутоа и за сите кои што се тука вработени, се продолжува и денеска. Апсолутно да. Значи ние Националната библиотека започна со одбележување на овој празник уште на 5 декември. По повод патронатот секоја година доделуваме одредени јубилејни награди на наши вработени, како што спомнавте, 10, 20, 30 и 40 години. Исто така доделуваме јубилејни награди на вработени кои се пензионирале веќе во 2025 и со пригодна програма покрај доделувањето на јубилејни награди се доделува и награда на библиотека на годината. Таа награда ја доделува Библиотекарското здружение на Република Македонија. И во рамките на тој ден, во рамките на таа програма, одржуваме научна конференција посветена на ликот и делото на Свети Климент, која беше со фантастични излагачи и секоја година тоа го правиме да биде во некаков континуитет. Како ќе се одбележи денеска денот? Денес денот го одбележуваме со положување цвеќе во рамките на одржувањето на програмата на претседателката на Гордана Силјановска, значи во дворот на библиотеката во 11:30 часот ќе се положуваат цвеќе, сите владини делегации, вклучувајќи и делегација на Националната библиотека, ќе оддаде почест на ликот и делото на Свети Климент во Националната библиотека. Споминавте вие колегите заминаа во пензија, меѓутоа што е со помладите генерации? Сакаат ли младите, предизвикли е да работат тука кај вас? Апсолутно да. Значи оваа година можам да кажам со гордост имаме подновување на кадарот во библиотеката, имаме веќе примено во 2025 18 нови вработени, од тие 18 нови вработени повеќето од нив се родени 90-тите години. Значи тоа веќе нешто ме радува, имаме сериозно освежување на библиотеката, на подмладокот, односно продолжување со млади лица на мисијата на Свети Климент Охридски. Се наоѓаме во еден нов дел, обновен во вашата библиотека. Може да забележат веќе гледачите, ова е дел од изложбата, кој што е посветена токму така на Климент Охридски. Книги, дела стари со години, со векови. Така како што спомнавте, баш тоа се книги, ракописи, тропари, кондаци кои што се стари со векови. Најстариот од нив тука е од 16-тиот век. Во првиот дел од изложбата ќе видите книги посветени токму на Свети Климент, односно пофални слова, тропар посветен, богослужба посветена на Свети Климент, исто ќе видите на Кирил и Методи, на Свети Наум, и во останатиот дел од изложбата ќе видите нашите зборници кои ги објавуваме секоја година како сублимат на научната средба која што се одржува, и тоа е исто научна средба, како што спомнав, посветена на ликот и делото на Свети Климент. Оваа година имавме многу интересни излагања, имавме од аспект на книжевност, од аспект на литература, дури имавме еден историчар на уметност кој што презентираше новооткриени икони со ликот и делото на Свети Климент. До кога ќе биде отворена за јавноста? Изложбата е отворена до 20 јануари, отворена е секој работен ден, односно од понеделник до петок, од 9 часот до 17 часот во новата мултимедијална читалница, така да е и покана до вашите гледачи кога се во можност да повелат да видат нашата изложба. А бидејќи сме во мултимедијалната читалница,
кога е отворена за сите кои што сакаат да ја посетат, затоа што споменавме нели еден убав нов објект пред се намен се разбира за помладите генерации. Апсолутно да. Значи читалницата за сега овој период е отворена од 9 до 17 часот, од понеделник до петок, меѓутоа тука имаме тенденција да го зголемиме работното време, се во зависност од интересот на нашите корисници. И за крајот, ни останува уште малку до крајот на оваа година, како сте задоволни од годинава како измина? Па видете, ние можеме да се пофалиме со многу добри работи оваа година во Националната библиотека и лично јас ако се прашувам сум презадоволен бидејќи ние решивме оваа година еден децениски, не само децениски, него повеќе децениски проблем, тоа ви е општо познато, кровот на библиотеката, веќе го завршивме, ние библиотеката веќе нема таа грда слика со претекувања, со прокиснати читалници, со кофи низ холовите, значи тоа на моje големо задоволство и на задоволство на сите љубители на пишаниот збор, тој повеќе децениски проблем го решивме, тоа беше инвестиција од 24 милиони денари, која успешно ја реализиравме, потоа оваа година отворивме еве како што гледате една огромна мултимедијална читалница со над 400 метри квадратни, така да имавме доста проекти со кои што може да се пофалиме, издадовме фототипни изданија, НУП за македонскиот јазик, тоа беше едиција која што се состоеше од клучни публикации за македонскиот јазик и таму имавме публикации кои што бележеа јубилеи од 150 години, од 100 години, од 80 години, така да горе-доле сме доста задоволни и се сметаме сега успешни, се надеваме дека тоа ќе продолжи, мораме да продолжиме. Јас на одбележувањето на нашиот патронен празник на 5 декември ветив пред вработените мои дека ќе продолжиме со фаза број 2, 2026 исто ќе биде година на реализација на активности, односно таваницата во библиотеката ќе решаваме, па здраве планираме да се продолжи исто и со третата фаза, односно она што го гледате од надвор на стариот дел на библиотеката, фасадата и мермерните површини. И ветивме уште еден добар проект, мислам, тоа е од клучно значење за корисниците, тоа е комплетна реновација и реконструкција на големата читалница. Најголемата читалница библиотеката која што ја поседува во моментов е затворена. 2026 сме во план да ја реконструираме комплетно, да вратиме во еден автентичен стил, значи да биде во дрво стил и да добие библиотеката конечно една читалница модерна, меѓутоа со автентичен стил како што доликува на една национална библиотека, каква што поседуваат сите други национални библиотеки од поразвиените држави. Благодарам на одвоеното време, ние сме тука, ќе ве следиме и понатаму, се договоривме дека нешто интересно и убаво ќе направиме на крајот од оваа година заедно со вас и ќе ви посакаме успеси многу во наредната година. Ви благодарам и на вас за интересот.